И оваа година на самиот празник како главен настан ќе се служи света божествена литургија, после која богослужба ќе се изврши голем богојавленски водосвет и потоа и ќе се спушти, ќе се остави крстот Господов во водата за да биде осветена, по кој што ќе влезат оние што сакаат да се искапат со вера во осветената вода. При тоа сите тие што ќе влезат во осветената вода не треба да забораваат дека учествуваат во голем свештен црковен празник и треба сите да внимаваме да не ја нарушиме светоста на празникот со меѓусебно туркање или пак со непотребно препирање околу фаќањето на крстот, затоа што најважно всушност е допирот со осветената вода за сите нас. Допирот со осветената вода од која што ја примаме Божјата благодат, но која што Божја благодат не действува автоматски или механички, туку само со права и цврста вера во Бог Света Троица. Поканети се сите православни верници да учествуваат на празникот и после на светата литургија, после која што литургија ќе може да нацрапат од осветената вода и сите ние да се поклониме на јавувањето на Бог Света Троица со права вера, со цврста непоколеблива православна вера.